тројца би имало средина, еден лево, еден десно и еден централен. Почни од кај сакаш. Лево бидел јас со Ритко мадафака. Ритко. Да. Типна играч на Седорф, значи сегде го има низ теренот. Пун енергија, нема да застане, значи не 90, 190 минути ќе трча човекот. До него. Ја би ставил најслаба алка у тимот, значи некој што никој нема да му дава топка, ќе се жали цело време, Сергеј Варошлија. Сергеј Варошлија мора да иде на таа Средина позиција. десно. Тука значи треба некој столб на средината. Да. Некој што ќе биде Треба да изненадиш. Бажа Клаус. Ау. Значи не тип на играч како бразилијан Роналдо. Пие пиво на тренинг позади гол, доаѓа на такмица 5 гола дава човекот. Не остана полушпиц Да, лажно и шпиц. девет. Лажна деветка. Некој по-робусен, поголем тип на играч, ја мислам дека тука треба да имаме. Ајде. Па не знам, мислам и капитен не одбравме, а на таа позиција на лажна деветка, мислам дека најбо би се нашол и капитен што би бил Никола Груевски. Требаше да знам. Никола Груевски е значи човекот за позицијава што ни треба за лажна деветка. Плюс тоа го имаме видено како игра, брат, Да. како шутира. Значи Точно. нема утка ке него. Нема утка ке не. Ама ако утне најисторен у нападот, ја мислам дека треба биде Васко Ефтов. Сечи лепи. Не, Че таа е гол некако. Васко нема да утне, ама ако утне, Груе позади него лажна деветка. Леле, каква екипа направи, бра. Човек, идеме светско освојуваме со овие луѓе, ја мислам.